Треба да си бидеме поблиски и со оние кои што не се етнички македонци, ама живеат на оваа територија и оваа држава, имаат државенство од оваа држава. Тоа сум го размислил уште кога дете. Замислете хипотетичка ситуација, не мора со Србија, со Албанија да имаме војна и се у држава има многу албанци. Мислиш дека како ќе падне првата бомба тука, не знам, у Скопје, ќе знае дали паднала у Чаир или дали таа куќа врз која што паднала е албанска или македонска или не знам ромска или турска. Треба да си го штитиме ова што го имаме и родното огниште. Ја така го сваќам и патриотизмот и национализмот. Оваа држава не образувала, оваа држава ни пружила здравствена заштита, социјална заштита. Сите услови колку и да се лоши, не ги пружила оваа држава. Основата зашто се формираат државите, зашто се формираат и нации модерни и така натаму, се сведува на заштита на интересот на популацијата која што живее на одредена територија. Никој не е чистокрвен, ни македонец, ни бугарин, ни србин, ни албанец. Тоа е толку измешано. Тоа се едни идеи од минатиот век кои што се покажале како погрешни. Треба да си ја знаеме историјата, но како учителка за иднината, а не као нешто што ќе не спречува и бреме ќе не обременува се мразиме едни со други. Во суштина не постојат лоши народи, туку постојат само лоши политики, идеологии и луѓе кои што ги представуваат истите, тоа се политичарите. Така да, сакајте се, почитувајте се меѓу себе. Никој нема да ви каже ни браво ни фала за тоа што ширите национал шовинизам кон другите.